многу модерни градини во последно време многу се популарни зимзелените растенија со жална форма. Нешто повеќе за тоа во следниот прилог. Жалниот кедар, легнатиот кедар, жалниот тис и некои други растенија се само дел од асортиманот на зимзелени дрва кои што имаат така наречена жална форма. Овие зимзелени дрва се особено ефективни кога се засадени на големи тревнати површини. Ефективни се кога се засадени и самостојно и во помали групи. Цедрус атлантика или жален кедар е форма наменета за ексклузивни површини за садење на ударни места. Секако, вид кој го привлекува вниманието. Најубаво изгледа кога гранките се спуштаат до земјата и не треба да се режат, освен во случај на редукција на големината на одредени гранки. Тоа е причина за да не се сади блиску до пат и стази, за да не се пореметува преминот. Може да порасне до 6 метри во висина и преку 3 метри во ширина. Обликот може да се формира како резултат на еластичните гранки додека се млади. На тој начин може да се добијат интересни грмушести форми. Старите гранки се свиваат од врвот надолу. Сакаат осветлени сончеви места и се многу отпорни на екстремни зими, како и на болести и штетници. Цедрус деодара или легнат кедар има интересна легната форма, расте релативно брзо и достигнува ширина од 2 метри и максимална висина до 60 сантиметри. Може да биде многу убав декор во градините со мали површини. Му одговара скоро секој вид почва. Пожелно е да биде поставен на сонце или во полусенка. Режење на гранките не се препорачува за да не се наруши изгледот на самото растение. Може внимателно да се скратуваат одредени гранки доколку е неопходно. Успешно може да се одгледува и во жардинери. Хамаципарис неоткаенсис или жален чемпрес е зимзелено дрво кое има исклучително убава жалосна форма со неправилен пирамидален хабитус висок до 15 метри. Расте многу брзо, околу 20 на сантиметри годишно. Долгите гранки се спуштаат до земја. За негово одгледување потребно е длабоко, глинесто, влажно и пропускливо земјиште, како и сончево или место во полусенка. Таксус баката или жален тис се работи за оригинална жална форма наменета првенствено за садење на големи тревни површини. Во почетокот расте околу 15 до 20 сантиметри, а по 10 години и до 1,5 метар годишно. Може да порасте до 8 метри во висина, исто толку и во ширина. Игличките се со многу темна зелена боја, а на пролет никнуваат млади со златно-жолта боја. Во текот на зимата добиваат и кафеавкаст тон. Го красат црвени бобици, како резултат на сето ова може да се користат и за активна жива ограда со слободна форма. Бара повеќе услови од основниот вид на тис, така што најповеќе и одговара влажно, слабо киселкасто земјиште, сончеви или предели во полусенка. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.